Добар ден, почитувани гледачи! Еден голем поздрав од тимот на емисијата Вкусот на традицијата од комплексот Етно село Тимчевски, заедно со персоналот, каде што го подготвуваме новиот рецепт на денот. Драги мои, ви благодарам што ни испраќате рецепти кои што досега не се објавени во Вкусот на традицијата и што ги споделувате со нашите гледачи. За денешната емисија Вкусот на традицијата сакам малку повеќе да ви зборувам за нашите рецепти од пиперки и патлиџани. Зашто? Затоа што пиперките и патлиџаните се најповеќе распространети низ цела Македонија. Затоа што нашата земја е плодна, почвата е плодна и виреат многу превкусни пиперки. И затоа нашата традиционална храна се базира најповеќе на пиперката, на патлиџаните и на кромидот. Имаме многу рецепти каде што ќе ги сретнете истите зеленчуци, а вкусовите се сосем поинакви. Значи, пиперката кај нас посебно се одгледува во струмица и во струмичко. Тука можете да видите пиперки зелени, бледо жолти, портокалови, темно црвени, ајварките, еве тоа е оваа пиперка. И се делат на две групи, блага пиперка и лута пиперка. Пиперката најпрвин се одгледувала во Јужна Америка, а во 15-тиот век е донесена во Европа и во Македонија во 15-тиот век. Така да станува со текот на времето дел од основните состојки на македонската традиционална кујна. За пиперката, драги мои, можеме слободно да кажеме не само што е храна, туку е и лек. Зошто? Затоа што содржи голем процент на витамин С, многу минерали и исто така помага за системот за варење, секако за крвните садови, намалува гликемија, крвен притисок, подобрува работа на внатрешните органи. Бидете посебно внимателни кога се работи за лутата пиперка, затоа што не многу луѓе можат да ја издржат лутината на пиперката. Денеска токму од овие прекрасни пиперки, патлиџани, ќе ви направам еден специјалитет што се вика шакшука. Овој специјалитет е многу стар, со векови стар. Се предпоставува дека е уште од Отоманската империја. Ние имаме превземено, затоа што се знае дека 5 века биле присутни на нашата територија, сме превземале многу рецепти кои што до ден денеска остануваат традиционални. А за овој специјалитет шакшука нас ни е потребно. Например, ако имаме 4-члено семејство, ќе ви требаат 5 пиперки. Јас ставив 4 благи и 1 лута. Еден голем домат кој што може да биде 500 до 600 грама или неколку помали, важно да имате околу 600 грама домат. Еден голем кромит, неколку чешниња лук, 1 китка магданос, за секој член од семејството по 1 јајце, 1 мала плитка лажичка сем, половина супена лажица црвен пипер, малку триена сол, малку мешан сув зеленчук и малку масло за јадење. Може и 1 до 2-3 супени лажици вода, колку да се прокрчка малку целото јадење. Ова јадење шакшука можете да го најдете и да го вкусите исто така не само во Македонија, туку во Турција, во Тунис, во Израел, во арапските земји, затоа што од тој регион, посебно од источниот регион, но кај нас е така речи во овој период од годината, па се до есента, секој дневие овој специјалитет. Но се нарекува исто така и брзо, лесно
колоритно јадење, затоа што со ова јадење вие имате ручек во секое време, без да трошите многу од своето слободно време, познавајќи ги активностите и ангажманите на жените во денешното време. Најпрви ќе ставам масло на тавчето. Масло, ова јадење бара повеќе масло, значи на почеток одиме со 1 децилитар масло. Сечењето на зеленчукот треба да биде на крупни парчиња, не на ситно. Еве, гледате колкава големина треба да бидат. Слободно можете да ги ставите и семките. Значи, само на половина ја поделувам пиперката. Но верувајте дека оваа манџа шакшука, кога ја јадете по другите земји, можеби и нема да препознаете дека е тоа затоа што вкусот на зеленчукот единствено во Македонија може да го даде токму тој вкус. Ајде така. Кај нас овој специјалитет посебно е познат во регионите, значи на Охридското езеро, Струга, Преспа, Битола, во тој крај. Еве сега го ставам тавчето и ја сечам сега и лутата пиперка. Ова е оган лута. Оган. Ете така. Додека се пржи пиперката, јас ќе го насечкам кромидот. Исто така на големи парчиња. Поентата во овој специјалитет е да се препознава секое едно парче зеленчук. Така. Пред да биде готово и подзапржена пиперката, нели, треба заедно да се пржи со кромидот, колку малку да омекне. Ставам малку сол. Ете така. Го додавам сега и кромидот. Така. И промешувам. Сега ќе пушти од својата вода, затоа што во пиперката имаме 80% вода, во кромидот 60%. Ќе почне сето ова да се динста во својот сопствен сок.
Сега тука ќе додадам и малку мешан сув зеленчук. Едно мало кафено лажиче. Додека не сум го ставила уште патлиџанот, ако имате младо лукче, ставете и младо лукче, уште поубаво ќе биде. Доколку имате старо лукче, ставете цели чешниња лук. Еве, јас сакам многу повеќе лук да има и сакам кога ќе се пропржи малку на маслото пред да го додадам патлиџанот. Додека тоа се пржи, јас ќе го насечкам на коцки патлиџанот. Сега можам да ви кажам, доколку немате дома свежи патлиџани, а имате салца, можете да ставите салца. Или пак, ако имате патлиџани од конзерва. Нема ништо да биде променет вкусот на ова јадење. Убав е овој патлиџан, меснат целиот. Прекрасен е. Ке ни треба уште 10 минути да се испржи убаво пиперката и кромидот. Многу е важно да го знаете редоследот на ставање на зеленчукот. Значи, прво е пиперката, кромидот, малку сол, малку мешан сув зеленчук, но да знаете, сега е многу важно во овој момент, пред да го додадете патлиџанот, веќе кога лукот е внатре, сега додаваме половина лажичка црвен пипер. Оти мораме да го добиеме мирисот на подпржениот црвен пипер. Ете така, само неколку секунди. Ова е тоа што ќе му даде посебен вкус на оваа манџа. Сега ги додавам патлиџаните. Мераци. Сега промешувам. Ке треба уште малку да додадам масленце, затоа што доматот е полн со месон. Не беше водлест. Ете така. А сосем на самиот крај ќе ставам триена сол. Ќе додадам масло. Уште 50 милилитри. И сега ќе додадам многу малку сен. Еве, само половина лажичка или една плитка лажичка ќе му даде посебно убав шмек на ова јадење. И на самиот крај има доносот и јајцата ќе ги додадеме. Сега ќе пробам да видам дали е доволно солено. Леле, Сенфот направил чуда. Инако е луто отров и не достига сол.
Ете, затоа треба секое јадење да се пробува. Леле, машала, шо е убаво луто. Ете така. И знаете што, не треба тоа да биде многу искрчкано, напротив. Треба зеленчукот да го задржиме и затоа ќе одиме сега со помалку мешање, за да може да си останат крупни парчиња. За вкусот не можам да ви опишам што чудо е ова. Ова е убавина. Така. Ова и за 5 минути ќе биде готова. Сега ќе му го додадам половина од макдоносот. Ова јадење бара многу макдонос. А другата половина ќе ја ставам одозгора. И само вака. Вака ќе направам, колку да го попарам макдоносот. Кој нема да ужива во ова јадење? Се разбира доколку го подготвувате за дечињата, само со благи пиперки. Ете, така и веќе мешањето заборавете го. Само може вака со лажичката, немаме претурање, превртување на зеленчукот. Сега морам повторно да пробам за сол да видам дали е доволно. Нешто прекрасно. И речи си е готово. Затоа сега ќе додадам малку триена сол, кај што има ноктец и чубрика. Така. Веќе го намалувам. Значи, сосем на малку оган. Ги кршам јајцата од озгора. И напоменувам, нема мешање. Така. Леле, ова има да биде прстите да си ги лижеме. Ке ги поканам на овој ручек и вработените во комплексот Етно село Тимчевски, затоа што па сите се меракли на луто. Ке ставам отриената сол, вака малку врз јајцата. Ете така. Каква колоритна боја. Колоритна тава. Евака. Верувале или не, нашата шакшука е готова. Значи сега исклучувам и оставам сега јајцето да се искрчка, да обели, нели белката, да обели. И веќе сме подготвени да го пробаме овој специјалитет. Верувам дека ќе се најде ова лето и ова пролет често во менито во вашата кујна и како едно од омилените јадења на вашето семејство ќе стане. Ете така. Еве почнуваат веќе јајцата да обелуваат. Така. Погледнете, драги мои, од радости, значи едва и чекам да го пробам. Видете, мераци. Еве белката, значи побелена е, тоа значи дека веќе јајцето е готово. За оние кои што не сакаат да биде ровко искрчкана жолчката, значи ви препорачувам
да го оставите уште повеќе да се крчка, но јас сакам така малку кога ќе ми пушти жолчката, и кога има многу сос кога има. Прекрасно нешто. Еве јас го исклучувам веќе и не можев да додржам, си принесов и лепче и сиренце, затоа што со ова јадење оди се знае. Убаво сиренце, но ова јадење можете исто така можете и за главно јадење да го имате, можете и во предјадење да го имате, но да ви кажам, кога правам ваква шакшука, никогаш после неа не можам да јадам ништо. И тоа е тоа на вистинското. Еве го. Леле, колку е добро ова. Колку е добро. Толку богат вкус. Пиперката, патлиџанчето. Ова, како велат, и секогаш го спомнувам тоа. Напади си децата, седни јади. Тоа останало како народна поговорка. Макдоносот си даде свој вкус. Лукчето, црвениот пипер, натре пиперката. Топло ви го препорачувам ова јадење, уживајте во него, фотографирајте и спратете ни фотографија на страната на Вкусот на традицијата или кај мене лично да го споделиме со нашите верни гледачи долгогодишни. На крај ве поздравувам, драги мои, се враќам во Скопје среќна, задоволна, затоа што сега ќе ручаме сите заедно од едно што се вели сите ќе мацкаме. До следната емисија Вкусот на традицијата, останете ми здрави, живи и добри. И како вела дека човек најповеќе страда од мислите што не му се потребни. Затоа мислете на убави работи. Мислете на среќа, на радост и тоа ќе ве следи. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата.